Денес Општата болница во Гевгелија ја посети директорката на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, Маја Парнаџиева-Змејкова. Како директор на Фондот за здравствено осигурување, ние болниците, односно јавните здравствени установи, ги следиме и на терен, меѓутоа пред се преку подрачните служби, меѓутоа и вонтеренски, преку нашите контролори и преку податоците кои што редовно ги добиваме месечно за здравствените услуги кои што ги вршат сите јавни здравствени установи. Во таа насока јас денес дојдов во Општата болница Гевгелија пред се да јавно да признам дека врз основа на оние параметри кои што фондот ги следи, а се во доменот на финансиското работење на секоја болница, Гевгелија е во моментот во и тоа да кажам место го држи во изминатите 4 години најдобра болница која што работи најдомаќински со средствата со кои што располага. И за таа цел сакав и јавно да ја пофалам болницата и докторот, односно директорот кој што успешно ја менаџира институцијата од аспект на непостоење на неправилности во финансиското работење, уште еднаш би кажала домаќинско менаџирање на средствата, обезбедување на донации со цел со сопствени сили, без помош од фондот, без помош од министерството, институцијата, односно болницата да личи така како што личи, достоинствено за потребите на жителите на ова подрачје. Во таа насока би сакала да потврдам уште еден факт. Ова е прва болница од Македонија која што обезбеди донација од Европска унија, односно ИПА фондови за прекогранична соработка заедно со грчки партнер, најде грчки партнер, осмисли проекти и обезбеди 430.000 евра донација безповратна, која што повторно ќе биде за бенефит не на болницата, туку на осигураниците, односно на пациентите кои што тука ќе бидат. И денес конкретно во разговор со директорот бев информирана за динамиката како веќе овие средства почнуваат да се реализираат. И трета работа за која што би сакала да ја информирам јавноста, тоа не се однесува само за ова подрачје, туку општо новина која што ја воведе фондот, а се однесува за олеснување на осигураниците кога имаат итна потреба да дојдат во болница, да немаат обврска да одат кај матичен лекар да обезбедат упат. Сега веќе тој упат може да го креира специјалистот од самата болница. Тоа е големо олеснување, се укинува непотребно шетање во болница, па до матичен лекар, па повторно во болница на одреден документ кој што сега може да го креира самата болница. А што се однесува до проектот од ИПА фондот во соработка со меѓуграничната соработка со грците, тоа е малку поголем проект со кој се опфатени реконструкција на кровната конструкција на Општа болница Гевгелија, набавка на 2 санитетски возила комплетно опремени, реконструкција на веќе постоечкиот лифт, комплет лабораториска опрема, воведуваме централно воведување на медицински гасови до секој кревет посебно, до сега бевме на боци. Имаме 10 најсовремени кревети за пациенти во интензивните неги, пропратени со 10 инфузор пумпи, со 10 ЕКГ-ња и така поситни некои работи. Не знам да не пропуштив нешто, меѓутоа главно тоа е тоа, вкупната сума е некаде околу 430.000 евра. И ќе почнеме со реализација на средствата некаде после 24 месец.